Ви благодарам, подпредседателе, почитувани министре. Вие важите за еден од навистина ретките квалитетни рационални политичари во вашата влада и во вашата партија, но кога ќе дојде коментарот таков човек, дека левица е причина за високиот квадрат, тоа вие не можете да ја надминете когнитивната дисонанца која ја создавате. Еве јавноста дознае, министерот Николовски рече левица е крива за 2500 евра квадрат. Не се они кои 100 години владеат овде. Јас со 29 години сум крив, а не они со партнери у урбанистичката мафија. Тоа што се на вечери, доручоци, ручоци, кумови, другари, пријатели, братучени со сите тие кои вас ви ги уништуваат животите и урбаните средини, тоа не е релевантно, не е левица и нека биде така. Во тој ваш аргумент ние ќе учествуваме. Да, ние сме криви, но во две различни реалности. Вие велите, ние создаваме хистерија. Знаете ли, министре, што е хистерија? Хистерија е кога семејствата со години не знаат што ќе прават за домување. Хистерија е кога еден млад човек од немајкаде се иселува од Македонија. Хистерија е кога им прокапуваат становите, кога немаат услови за живот. Тоа е хистерија. Вашата хистерија е за вашата позиција. Затоа го перцепирате вие како хистерија. Опозицијата се буни и ствара хистерија. Да, за вас вистинската хистерија е помеѓу граѓаните кои не можат да си дозволат да живеат достоинствено. Велите дека главниот проблем биле дуповите кои тешко се носат. Да, за вас и за вашите партнери тоа е проблем. Ама за граѓаните е проблем што нема регулација на кири. Каде е регулација на кири? Зашто цела Европа може да има регулација на кири, ние немаме регулација на кири? Каде ви се државните органи да градат социјално домување? Какво црно социјално домување? Вие да градите згради кои ќе одат на штета на вашите приватни инвеститори? На свети никад. Тоа е работата. Дуповите биле проблем. Проблем се дерегулираната индустрија и во суштина кога имаме дерегулирана ваква индустрија, неминовно го концентрираме во богатството кај шпекулантите. Вие тоа го знаете. Не можете да негирате дека во Македонија постои шпекулирање заради дерегулираната индустрија. Па индустријата не се регулира. Какви бре дупови, каква левица? Дајте бре закони донесеме да изрегулираме индустријата. 30 години без никаква регулација сме. Најдерегулирана индустрија имаме за градење во Европа. Никаква заштита на луѓето. Затоа, во суштина, ќе го завршам ова со еден коментар. Да, во Охрид очигледно не се гради според ваши видувања, ама градат Нефим Јалков.